Стефан Младеновски, главен уметник, за прв пат со изложба во Велестово и тоа во Тремот на црквата Успение на Пресвета Богородица. Тие непредвидливи соочувања се веројатно проблематики во секојдневието што ги проживуваме секој од нас и се надевам дека ги имам представено преку некој мој ликовен јазик. Така да ова е еден серијал кој беше работен со идеја да првично биде изложен тука, така да непредвидливи соочувања сосема спонтано во текот на работата, самите процеси и она што ме окружуваше е представено во овие слики, така да има прилично непредвидливи соочувања. Ама се соочив и успеав да ги надминам тие работи, да. Да, мислам дека дефинитивно комуницира, тоа е повеќе од јасно, но јас прв пат имам искуство да видам дел од ваков фестивал, кој нели пред се акцентот е ставен на поезијата и ми причинува огромно задоволство што имав прилика да се сретнам со публика што е малку поразлична од таа што претходно сум имал искуство, така да видувањата од сите тие луѓе ми се многу по-интересни него до претходно, така за мене е прилично значаен момент дефинитивно. Тоа совршенство, ако е совршенство и не е толку добро, така да јас не ги гледам дека се совршени дела, туку секогаш веројатно има момент дека може да се продолжи тоа дело во некоја насока и секогаш имам идеја што уште би било додадено, но важен е тој момент кога треба да прекине. А во однос на решавањето на композицијата и тие конкретни и строги елементи и форми, сметам дека мора едно дело нели композицијски да биде издржано од секој аспект, да ги содржи сите нели елементи, така да мора да има една строго зададена композиција која ќе е геометриски решена и преку тоа да се оди со тежок експресионизам. Значи така да тие некои две контраразлични работи мислам дека оти некогаш сум мирен, а некогаш максимално вознемирен. Мислам дека секој од овие слики тоа е содржано. Нема некој што е најважно, ти кај мене секоја изложба била различна фаза. Кога финиширам со една фаза, преминувам на нешто ново. Секојаш гледам да се тргнам од тоа што веќе го имам. Мислам, нормално да се гледам мојот израз, но да не биде некој шаблон по кој ќе се водам. Така да секоја има... секоја е приказна сама по себе, ама веројатно таа првата била најзначајно и ми го отвори некако патот да тргнам кон тоа. Тоа беше 2019 во МКЦ. Уште не бев ни дипломиран, а и мислам дека беше изложба на која што имав најмногу посетеност. Така да не дека е најзначајна, туку како момент за мене да тргнам по тој пат на излагање активно, ето можеби го отворила патот, така да, ама најзначајно не. Секоја нова ми е посебен предизвик сам по себе и ме наоѓа у различна фаза на искуство, така да тоа се е нормално, оваа е најактуелна последната и ми е се особено драга што тука сме присутни на неа. И не е во типичен галериски простор, туку е во црква, во Тремна црква. Сосема интересно. Подршка секогаш е потребна и повеќе од тоа што е, јас сум немал проблем со тоа дали се отворени или не, туку сум наишол на позитивен одговор. Не е ништо проблем, туку треба работа. Само работа и да туркаш максимално колку можеш. Повеќе мене тоа ме води. Не ме интересира многу сега дали некој ме поддржа или не. Ако имам цел дека тоа треба да го направам, ќе го направам па по секоја цена. И не ме интересира многу. Однос на младите уметници, ликови, ништо треба да работат повеќе. Еве ова е идеално моментално. Немам некоја замисла дека сакам некаде да извадам ова, но тоа само ќе се случи природно. Така да и ова и така и се случи. Добив покана од Јуле, така да еве сум тука на моја огромно задоволство. И пак би дошол кога има прилика. Од копчето, што значи како фраза за мене? Копчето.
komplicirano, mislim. Znam kako bi ga otkopčalo, što znači ne mi ide na pamet baš. Ne sam siguran, ne znam, nemam odgovor.